Четврток, 20 февруари, кратки вести во 12 часот. Продолжува деградирањето на животната средина во Охрид и околината и неодговорниот однос на поединци кон најскапото што го имаме – чистата животна средина и убавината на градот и езерото. Потврда за ова е и вистинската мини депонија која е креирана во непосредна близина на тениското игралиште кај плажата и хотелот Орце Николов. Градежен шут, предмети од домакинство и секаков вид ѓубре е лоша слика за сите посетители на градот, кои многу често го користат овој дел од градот за прошетка. Охрид едноставно ова не го заслужува. УНЕСКО забранува градење автопат во заштитениот дел од Охридското езеро. Можна е нова траса на потегот Требеништа Ѓафасан целосно или делумно, најави министерот за транспорт Александар Николовски. Значаен е статусот кој го имаат градот Охрид и Охридското езеро и нема да одиме против препораките, туку ќе се прилагодиме на нивните барања, додаде Николовски. За наоѓање решение, тој и експерти во март ќе отпатуваат во Париз на средба во УНЕСКО. Делницата од Требеништа до Ѓафасан е во должина од 7 километри и е дел од договорот со Бехтел и ЕНКА. Општина Охрид креираше нова веб страница www.visitohrid.com.mk посветена на промовирање на туризмот и угостителството во нашиот регион. Сите сопственици на хотели, апартмани, приватни сместувачки капацитети, ресторани и винари може да се регистрираат и да ги презентираат своите бизниси пред пошироката публика. Крајен рок за пријавување е 15 март. Времето денес сончево и студено, дува умерен до засилен северен ветер, максималната температура во Охрид до 3 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.